Јас сакам, како председател на најголемата политичка партија, да испратам порака на втората по големина политичка партија ВМРО-ДПМН, па и на третата, барем според последните анкети ДУИ, да размислат внимателно, заради тоа што верувам дека и кај нив има демократски капацитети, добиваат сите од оваа работа. Ако некој изгуби, прво ќе изгуби СДСМ, после ВМРО-ДПМН и верувам после тоа не губат политичките партии, само добиваат сите други. Но ќе добие демократијата и ќе добие секако значењето на сите нас подеднакво во ова наше едно општество за сите. Во едни такви околности денеска дадов сериозно охрабрување и до албанските политички партии. Дел беа овде денеска со нас, да, еден дел не беа со нас. Не смеат да се откажат од своите традиционални гласачи и во трета и во четврта изборна единица. Зошто? Кога ќе биде една изборна единица, тие гласови доаѓаат на нивното конто. СДСМ и ВМРО-ДПМН навистина можат да ги измерат своите сили уште почесно и поотворено. И тоа го зборувам во време кога Социјалдемократскиот сојуз и како има посериозен коалиционен капацитет. И тоа граѓаните го препознаваат преку политичките субјекти со кои што соработуваме или не. Трето, напоменувам, опцијата за коалиционен настап сепак останува. Не значи ако една изборна единица дека сите мора да одат самостојно, таа опција не стои на располагање. И на крајот потврдив овде пред овој форум, каде што бев повикан, дека парламентот може да смета на социјалдемократски глас во парламентот, изразен преку пратениците, за изборното законодавство. Очекувам консензус, тоа е убаво. Дали може еден ваков законник измени да се донесат без согласност на големите партии, од втората голема партија и вашиот коалицијски партнер, бидејќи изборните правила важат за сите? Секако дека може. Убаво е да се донесе со консензус, тогаш се сите на сигурно и сите стојат позади тоа, но никој не му брани на парламентот да направи исчекор и да носи гласови. Секако, не знам дали за изборно законодавство има вадентер, веројатно има. Но ако се избројат 61 пратени кои што ќе стојат позади на таква иницијатива и има мнозинство од помалите, помалку бројните етнички заедници во државата, уставниот и законскиот основ е исполнет. Убаво е да има и консензус. Тоа е малку и повеќе од законот, дури тоа е важно,